Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денес сакаме да зборуваме за суштината на усвоениот ребаланс на буџетот за 2026 година. Овој буџет не е документ на паника и не е отстапување од економската политика. Тоа е навремено приспособување на буџетот кон реалните економски движења и кон потребите на граѓаните, општините и стопанството. Вкупните приходи се зголемуваат за 4 милиарди и 575 милиони денари или 1,2% и достигнуваат 379,5 милиарди денари. Вкупните расходи се зголемуваат за 11,6 милиарди денари или 2,8%. Да, дефицитот се зголемува и изнесува 4,1% од бруто домашниот производ, но клучно прашање не е само колкав е дефицитот, туку за што се користи дополнителниот фискален простор. Одговорот е многу јасен. Капиталните расходи се зголемуваат за 5 милиарди и 814 милиони денари, односно за 14,5%. Развојните подпрограми растат за 4 милиарди и 215 милиони денари и достигнуваат повеќе од 41 милиарда денари. Тоа се средства за патишта, железница, водоводи, канализации, училишта, здравствени објекти, животна средина и локална инфраструктура. Тоа се инвестиции што создаваат работа денес, а вредност за граѓаните во годините што следуваат. Истовремено, приходната страна не се гради врз нереални очекувања. Приходите растат систематски, системски, пресметано и создаваат поголема вредност во економијата. Се крати таму каде што нема доволен приоритет, а се зголемува таму каде што има економски, развоен и општествен ефект. Затоа, кога опозицијата ќе зборува само за една бројка, ние ќе зборуваме за целата слика. Ќе зборуваме за структурата на расходите, за проектите и за придобивките кои што треба да ги почувствуваат граѓаните. Овој ребаланс треба да се оценува не само според тоа колку средства се планираат, туку според тоа што ќе се изгради и што ќе се подобри со нив. Тоа е разликата помеѓу непродуктивна потрошувачка и развојна политика. Ви благодарам.